Жената и политиката беше темата на последната трибина на Унијата на жени при Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Помеѓу говорниците на трибината се најде и на младата пратеничка во последниот состав на Собранието на Република Македонија, Христина Рунчева, која нагласи дека во веќе распуштениот состав на Собранието 32% од пратениците се припаднички од понежниот пол, што придонело за поголема вклученост на жената во политиката. Јас мислам дека тоа е една соодветна придобивка, затоа што незалудно уште Маргарет Тачер, додека беше премиер во Британија, изјави: ако сакате нешто да биде кажано, прашајте маж, но ако сакате нешто да биде сторено, прашајте жена. Така што жените имаат навистина еден многу посензибилен пристап кон нештата, дури посериозните прашања во политиката знаат да им пристапат на поемотивен начин и соодветно да одговорат на предизвиците и проблемите кои што се делат секојдневието. Рунчева вели дека постоечките квоти за застапеноста на жената во Собранието и другите високополитички институции може да делува деградирачки, но се надева дека и на престојните парламентарни избори бројот на жени во македонскиот парламент ќе биде зголемен. Покрај Рунчева, на трибината се обрати председателката на Општинскиот комитет на Унијата на жени и советник во Советот на Општина Велес, која се надева дека со оваа трибина нивните членки ќе бидат мотивирани за поголемо нивно залагање во политичкиот живот на локално ниво. Жените ги имаат своите способности, дека на жените не им се потребни квоти или било какви други легислативни решенија за да ги докажат своите способности. Она што владата на ВМРО-ДПМН го направи со законот за еднакви можности беше само поттик на нашите членки и на нашите сопартики, меѓутоа и на сите жени поактивно да се вклучат во политичкиот живот, бидејќи ако се свати сериозноста на самиот политички живот, точно политичкиот живот значи помалку присуство на дома, значи машко обкружување. Меѓутоа ние тука секогаш ја потенцираме дека за една успешна жена да биде политичар е потребно да биде лојална во рамките на партијата и второ да има поддршка од својот дом. На трибината посветена на жената и политиката покрај Рунчева и Чуповска, своје обраќање имаше и втората советничка во Советот на Општина Велес од ВМРО-ДПМН, Катерина Ѓоргиева.